По речиси 3 децении Македонија конечно добива електронски регистар на здравствени работници, систем кој првпат нуди јасна и прецизна слика за вистинските потреби во јавното и приватното здравство. Бројките покажуваат дека најдефицитарни остануваат анестезиолозите, невролозите, радиолозите, онколозите и патолозите, професии без кои оваа дејност тешко може да функционира. Според министерот Азир Алију, со овој регистар ќе се прекине праксата на хаотични вработувања во здравството. Знаеме тоа што вашиот колега праша, колку медицински сестри, доктори, фармацевти, онколози, кардиолози, анестезиолози ни требат во државата, така да веќе креираме матрица на човечки ресурси, според таа матрица ќе се креират сите политики од денеска понатамо. Што значи тоа? Отварање на конкурс за специјализанти, нема веќе да има по градови по желба на институцијата, ако тоа не се вклопува со оваа матрица на податоци на човечки капацитети. Анализата покажува дека и покрај бројните вработувања во јавното здравство изминатиот период и понатаму постои недостиг на лекари и сестри, а растот на кадарот во последната деценија е минимален. Бројот на лекари се зголеми минимално во последната деценија, од 265 на 100.000 жители во 2010 година на 296 на 100.000 жители во 2020 година. Но тоа е далеку од просекот, ако го гледаме од ЕУ, од кој што просек е 412 лекари на 100.000 жители. Бројот на медицински сестри се зголеми исто така од 356 на 100.000 жители во 2010 година на 440 во 2020 година, што едва е половина од ЕУ стандардите кои што велат 838 сестри на 100.000 жители. Во Македонија моментално има 32.383 вработени во јавниот и приватниот здравствен сектор. Од нив 18.536 работат во јавните здравствени установи, а 13.847 во приватните.